Уште еднаш поздрав од мене, јас сум Јадранка Костова, а како што веќе најавивме, мој гостин е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Јас овој разговор го најавував преку еден форшпан во смисла кога имате насилство и смртни закани врз новинари и врз пратеници, а тоа се случува во овие 2 години, прашањето е каде оди Македонија. Вие денеска, заедно со Сдруженијето на новинари, под покровителство на ОПСЕ, мислам, го обележавте денот, морам да го прочитам долг е насловот, Меѓународен ден за прекинување на неказнивоста, на злосторствата против новинарите. Во извештајот од овој настан, велите, вие го наоѓате периодот од кога вие сте министер за внатрешни. Факт е дека се намалени насилствата врз новинарите. Што станува со сите оние од претходниот период кои се неоткриени? Па да, ова е една од клучните прашања за државата, за демократијата, за градењето на општеството, заради тоа што пред се слободата на говорот, слободата на мислата е нешто клучно за развој на едно демократско општество, а со оглед на тоа дека Македонија е базирана на тие принципи на демократија, на слобода, тоа треба да биде императив целиот период, па и во иднина да се надоградува ако сакаме да имаме навистина Македонија каква што ја посакуваме сите ние. Во тие рамки ние денеска го промовиравме прирачникот за однесувањето и на полицијата и на новинарите во случај на кризни ситуации, заради тоа што констатиравме дека постои недоволна комуникација. Тоа партнерство е расчистено многу одамна, веројатно во Република Македонија, помеѓу новинарите и македонската полиција, како што го уништија и партнерството помеѓу полицијата и граѓаните. И заради тоа се соочувавме со вакви проблеми кои што вие ги набројавте. Постојат многу настани во минатото за напади вербални или физички врз новинарите и тоа беше најголемиот срам за Република Македонија. Ова не се случува последните 2 години. Да, јас ќе го избавам периодот 2012 година како еден од клучните настани кои што се случија, во кои што не било кој. Во собранието. Не граѓаните, не некои насилници и така натаму. Организирано државата удри врз новинарите и врз пратениците. Тоа беше настаните на 24 декември 2012. Кога еден скандал вака ќе се помине мирно, потоа ќе ни се случи крвавиот четврток. Јас во тој период како пратеник во собранието неколку пати стакнував дека ако не се процесуира тој настан од 24 декември 2012 година, ако не се утврди кој бил виновен за тоа, кој ги дал насоките, кој давал наредби и така натаму, ние ќе се соочиме со нов настан и од поголеми размери. И тоа се случи на 27 април 2017 година. Дали како министер за внатрешни истраживте кој учествувал, кој дал наредба тогаш, 2012 на тој црн понеделник, да се со физичка сила да се интервенира во законодавниот дом против пратеници новинари? Да, има тоа све, е утврдено уште тоа време. Вие се сеќавате и на таа работна група и комисијата која што работеше во собранието, сите детали, извештаи и така натаму се комплетирани и тука јавното обвинителство мора да работи. Прашањето е зошто тоа не го правеле. Кој ги носел политичките одлуки е јасно. Чија одлуката на тогашниот претседател на собранието во тоа време Трајко Велјановски. Да, и министерот за внатрешни работи во Министерството за внатрешни работи. Во тоа време дури оние кои што учествуваа како припадници на македонската полиција во изфрлање на пратениците и на новинарите во законодавниот дом, тие се наградени со 12.000 денари награда заради тоа што тоа го направиле. И тоа е навистина награда што физички напад на пратеници новинари награда. Да, награда. Тоа е комично за едно општество, а во исто време е многу трагично. Таквите настани кои што беа за вербални или физички напади на новинарите, најчесто не биле соодветно третирани, немала соодветна реакција во тој дел. И мене ми е
задоволство што денеска, прв пат, еве во 28 години, од 90-та година до сега, или 27 од независноста, ние имаме прв пат промоција на еден таков прирачник во кој што ќе знае секој за своите права и за своите обврски, за начинот на кој што треба да се однесува. Покажавме и ја праќаме пораката до јавноста дека тоа партнерство помеѓу полицијата и медиумските работници е зацврснато. Заради тоа што, знаете, има впечаток дека досега во Република Македонија, во изминатите години, пред се во годините на тоа лошо владење, се создаваше впечаток дека никој не треба да биде партнер со државата, односно со политските структури. Да, ама тоа малку звучи партнерство. Нашата улога како новинари е да бидеме, како да кажам, watchdog, нели, полицијата има силни овластувања. Не, тоа не е спорно. Значи, во делот на тоа што полицијата нема да го прави добро, нема да го прави соодветно, таму кај што прекршува права, прекршува закони, тоа е работа на новинарите, треба да се објавува. И тука немаме партнерство во смисла на взаемно помагање, прикривање на настани. Кога говорам за партнерство, говорам за тоа да знаеме дека и полицајците и новинарите се на работа, без разлика дали е тоа некаква кризна состојба, дали е тоа настанно од висок ризик и така натаму и така натаму. Затоа ми е драго што последната година заедно работивме со медиумските работници, со Сдруженијето на новинарите и со ОПСЕ. Направивме обуки на полициски службеници и на новинари на повеќе реони сектори во Република Македонија и како круна на таа работа денеска се промовираше ова публикација и токму на овој меѓународен ден за... Да, според изјавата на Насер Селмани, председателот на нашето здружение новинарско, од 59 напади на новинари, само 2 напаѓачи се казнети со ефективна казна. Тоа е поразително. Постои веројатно една пасивност од јавното обвинителство. Според некои мои информации, тие бараат некои случаи да идат со приватна тужба. Веќе нели зборуваме сега за смртните закани. Ние со години добивавме преку социјалните мрежи смртни закани, ние неколкумина новинари преку Сдруженијето на новинари покренавме постапка пред обвинителството и не одбија. Да, значи, како неколку... Кој е начинот да го разбудиме обвинителството? Сега нешто почнува, но сакам да кажам, кога долги години ги толерирате смртните закани, на луѓето сега им е нормално тоа да го прават. Јас не велам тој што ќе упати закана дека ќе ве утепа. Но, оние што читаат, кои имаат повеќе мускули од ум, може да ве сретнат и да ве претепаат. Да, видите, значи, овие се констатации кои што се потврдени констатации. Тоа е нешто што помина еден таков период во кој што навистина имавме многу закани, многу навреди, многу клеветења, многу говор на омраза, кој што останува неказна, дури не покренување ни на такви постапки. И тоа било спрега, ама знаете, кога државата и сите констатираме дека се наоѓала во услови на еден режим кој што владее во Република Македонија, во кој што ни кажуваат од надвор, кој извештаи дека ние сме заробена држава, ова е резултатот на тоа. Затоа имаме нерасчистени напади и врз новинари, меѓутоа и врз граѓани. Имаме непокренување на постапка од надлежни институции и така натаму. Ние добро е сега што се разбудија сите институции. И јас не очекувам дека тоа преку ноќ ќе се случи и од денеска не постапувале, од утре ќе прават се. Меѓутоа, добро е што институциите веќе добиваат нов начин на менаџирање, на водење, јакнењето на сопствениот интегритет на луѓето кои што работат во институциите и добро е што и обвинителството веќе прифаќа ангажмани. А ние, како резултат на година и по владење, можеме да констатираме дека прво се намалени многу нападите врз медиумските работници и новинарите. Сме имали мината година 18, ова година имаме 6, што представува сериозно намалување. Меѓутоа, тоа не значи дека ние треба да бидеме опуштени. Дека не треба во секој момент да пружаме заштита на новинарите. Заради тоа што тоа е нешто кое што во секој момент може да проработи. Тоа е како мигрантската криза. Сега неаме во моментот мигранти. Неаме бран, меѓутоа може да се случи да имаме сериозни напади. И затоа сега почнеме многу да реагираме на секаков говор на омраза,
да реагира и обвинителството, да се покренуваат постапки и така натаму. Да преминеме на пратениците. Бидејќи многу пратеници, како што соопштивте од Министерството, им е пружена полициска заштита во разни форми. Би сакала да потенцирам на некои реакции на луѓе кои давале смртни закани, а вела тоа е враќање на вербални деликти слично. Закани такви смртни мора да се санкционираат. Не е тоа, како да кажам, некакви остри зборови во некаква жестока дебата. Каква е состојбата со пратениците? Оделението за компјутерски криминал детектирали од каде доаѓаат овие закани? Има ли некаква организација во тоа? Некој центар да стои? Видете, значи, заканите кои што доаѓаат и према пратениците, заканите кои што доаѓаат према новинарите, заканите кои што доаѓаат према представници на власта, министри и така натаму. Дури и амбасадорите едно време. И амбасадорите, меѓутоа зборувам и за овој процес кој што сега се води во Република Македонија, предреферендумскиот, референдумскиот и така натаму, кој што изобилуваше со говор на омраза. Ние има веќе, реков дека, добро постапување и од страна на обвинителството и од страна на Министерството за внатрешни работи. Затоа и објавувам, и денеска во прирачникот можете да видите што е тоа што треба да го направи било кој новинар или граѓанин доколку имаме закани преку електронски социјалните мрежи и така натаму. Значи, затоа работи оделот за компјутерски криминал и форензика. Кој е резултатот еве до денеска? Ние имаме, значи, во последните 10 дена поднесени 5 кривични пријави за закани на социјалните мрежи. Тоа се ликови чиј идентитет не е сокриен. Не, значи тие се утврдени затоа што кривичната пријава мора да биде поднесена. Иако може да биде таа и према енен сторител, меѓутоа овде се работи за утврден идентитет, профилирани личности со кои што се повикани во полициски станици, завршен обавен разговор и на основа на тоа се поднесени кривичните пријави. Ова зборувам за тенденцијата која што ние ја имаме за да јакне свеста прво кај луѓето дека мора да пријавуваат такви настани. Знаете, многу е важно довербата да се врати во институциите. Еден дел на непријавувањето кај луѓето се должи на недоверба во институции на системот. Ако почне да работат институциите на системот, ако има резултати од тоа, граѓаните ќе се охрабрат, ќе пријавуваат и за подкуп, ќе пријавуваат за корупција, ќе пријавуваат за насилство, ќе пријавуваат за семејно насилство и за многу други активности. Но постојат одредени шпекулации, повеќе непотврдени, дека постои еден центар кој диригира да се даваат такви заканувачки коментари со лажни профили. Дали тоа вашето оделение за компјутерски криминал може да го детектира или има дојдено до такви сознанија или не? Види, ние ги утврдуваме сите овие луѓе, контакти кои што се врз основа на пријавите кои што ни доаѓаат. Повеќе од јасно е дека тој корпус на противниците на референдумот, дали се тоа јавно профилирани како противници на референдумот и на напредувањето на Македонија, или оние кои што работат потајно, тоа се луѓето кои што најчесто се јавуваат како напаѓачи со говор на омраза и така натаму, и нормално е дека тоа доаѓа од тој еден центар. Никој друг тоа не го прави. Најчесто се случува и поголем бројот на лица, на луѓе, кои што не живеат во Република Македонија, а упатуваат закани. Тие се некаде надвор од Република Македонија. Ние и за такви случаи покренуваме постапки, добиваме наредби од јавното обвинителство. Представува сериозен проблем да ги добиете IP адресите на Facebook, на Twitter и другите социјални мрежи, заради тоа што тие не се во Македонија, а меѓутоа има случаи во кои што и се реагира и врз основа на меѓународната полициска соработка и имаме реализација на 2 случаи, еден во Швајцарија и еден во Шведска, во кои што точно се детектираше кои се луѓето кои што беа повикани, поднесени соодветни пријави. Истото се прави и во Република Македонија. Така. Бидејќи сето ова е поврзано со договорот од Преспа, уставните амандмани веќе се нели дадени во нацрт форма. Деновиве на пратенички прашања од опозицијската ВМРО ДПМН бевте обвинети за политички прогон, дека пратеникот од Социјалистичката партија Стојан Миланов добил кривична затоа што не гласал за амандманите, па следниот ден кривична беше покрената и за Љубен Арнудов за некое кривично дело додека бил веде директор на Охридската болница, а тој пак гласаше за
уставните амандмани. Се користи ли полицијата за дисциплинирање на пратениците? Видете, значи, самиот факт што ги напоменуваме овие примери и останатите, јасно укажува дека нема никаква поврзаност со било какви политички процеси. И контрадикторни се ставовите на опозицијата, заради тоа што, знаете, тие не можат да го сокријат тоа во собствениот ум како владеа во овие 11 години, мислат дека тоа се продолжува и понатаму. Криминалот, спроведување на криминални активности, злоупотреба на положбата и така натаму, во ниеден момент не е поврзана со било кој политички процес, ниту пак со одредена личност. Но тоа е резултат, се она што е забошатувано и ставано во фиока сега наеднаш е како лавина. Но, дали вие размислувате како актуелна власт, дека и она што вие ќе го запошутите при промена на власт ќе биде ефектуирано? Не, тоа е сосема, јас сум свесен, и јас кога раководам со Министерството, ја не мислам за тоа што го правам сега, туку мислам за последиците кои што може да настанат после по државата. Знаете, сега е лесно многу, кога сте на позиција. Прашањето е што ќе се случи во еден момент кога нема да бидеме на позиција. Зошто е тоа така? Затоа што Македонија нема изграден систем. И сега почнува да се гради системот. И во рамките на МВР, и во рамките на другите институции. Затоа најдобрата работа е да ја вратите вербата, да нема селективност и да бидеме транспарентни. Како ние тоа го правиме во целиот овој период. Предходната министерка Јанкуловска во еден од тие телефонски разговори кога вели еден ден сите ќе завршиме во затвор. Сакам да кажам. Свесни за тоа што го правеле, веројатно. Свесни за тоа дека по наредба работеле одредени работи. Дали вие затоа овде нема наредби. Затоа овде тоа што се истражува и кој е моментот кога ќе процесирате вие кривична пријава? Тогаш кога ќе утврдите сите докази детали. Така да воопшто не е важно во кој момент тоа се прави, ниту пак дали некој гласал во собранието или не гласал во собранието. Ако кажуваме, односно ако опозицијата тврди дека заради негласање во собранието е поднесена кривичната пријава на едниот пратеник, зошто утредента на другиот пратеник? Па може би сте сакале вие да направите баланс. Апсолутно, тоа е нешто што не е никаков аргумент. Тоа е само едно политиканство кое што се Да, но вака сега. Се воспоставуваат некои правила, а тоа е екс-премиерот Груевски е осуден за набавка на Мерцедесот. Значи Мерцедесот не му е однесен дома. Тука станува збор дека тендерот е наместен однапред за да го добие еди кој си оператор. Сега, дали сте свесни дека секој тендер на актуелнава влада на сите министерства, доколку се открие еден ден дека однапред бил наместен, треба да следува истиот процес? Да, јас сум свесен и јас посакувам да има исти процеси ако имаме такви исти тендери. Така. Поентата ми е таму има крупни дела како Титаник, изборните манипулации на кои бевме сведоци во претходните, или самото прислушување. Но тие предмети се пообемни и некако не оди работата. Во фаза е актуелен процесот помирување или простување. Дали вие лично им простивте на Сашо Мијалков, на Митко Чавков, на Гордан Јанкуловски и на Никола Груевски? Видете, ирелевантно е дали јас ќе простам лично или нема да простам. Ама тоа е лично чувство. Тоа е лично чувство. Јас можам да простам и тоа на било кој во Република Македонија заради неговите постапки. Овде станува збор дали Македонија може да прости на сите овие кои што ги споменавте за се она што ја направија на државата како систем. Овде не е важен поединец. Јас се чувствував многу непријатно кога ги гледав луѓето на 27-ми, кога бев да сведочам во тој процес. Затоа што таму имаше луѓе со кои што сме седеле на маса, сме јаделе, сме пиеле, а луѓе кои што организирале и наши убиства. Јас мислам дека вашиот телохранител што беше доделен бидејќи бевте во техничката влада во МВР, ја спаси ситуацијата од трагичен крај, затоа што пукаше во воздух. Па тоа е констатација која што е сосема точна. Сите тројца полициски службеници кои што учествуваа во заштита на пратениците, тие не заштитија само нас.
тие заштитија Република Македонија. Замислете да се случеше убиство на било кој пратеник во собранието. Очекувавте вонредна состојба да прогласи председателот? Бидејќи постоја шпекулации. Постоја шпекулации и знаете, кога нешто се зборува, веројатно дека е можно нешто и да има. Јас само сум среќен што бевме присебни, што не дозволивме да се доведе Македонија во една таква ситуација. Знаете, ако настанеше било каков конфликт, ако станеше било каква нетрпеливост во Република Македонија, ако настанеше судир помеѓу граѓаните на Македонија заради заштита на некакви криминални интереси на одредена група на државата, тоа никако во ниеден момент не можеме да го простиме, да си го простиме и самите себеци и на било кој друг. Но кога претходно спомнавте дека биле наградени оние од полицијата што учествуваа на тој црн понеделник, а да дојдеше до таков крај на настаните, веројатно оние што тепа и правеа исто ќе беа наградени. Па видете, таа е матрицата на владење на ВМРО-ДПМНЕ и на Груевски. Ја претпоставам дека ќе имале исти аршин. И како го замислувате тогаш помирувањето? Еве се формира, нели треба да се формира комисија во собранието, бидејќи е врзано за 27 април. Не, помирувањето е врзано за процесите во Република Македонија, не за 27 април. Помирувањето на Македонија е потребно и можам да кажам дека тоа е и вака широко прифатено после понудата на премиерот, помирување за кое што зборат секој граѓанин на Република Македонија, не само сега, подолго време. Затоа што на Македонија за клучните прашања, за националните интереси, за исполнувањето на нашите стратешки цели, ние мора да бидеме единствени. Мора да најдеме механизми како да не се користи секој процес за напредок на Република Македонија за политички цели. Помирувањето значи борба политичка за теми кои што се сосема легитимни политички, да ги спротивставиме нашите концепти. Меѓутоа, кога се работи за државата, тука не треба да имаме теми кои што ќе не разделуваат, туку напротив ќе не обединуваат. Сите овие процеси изминативе години, не само 11, ја би рекол и 20 години наназад, допринесува да ние секогаш тој начин на действување предизвикува такви конфронтации кои што само носат штета на државата. И затоа рековме дека преку собранието, преку таа комисија која што се формира за помирувањето, да се утврди начини, методологии како политичките субјекти, како пратениците, ако сакате, во собранието. Да не биде тоа фиктивно помирување. Вие гледате апсолутно збориме за помирување кое што би било ефективно. Психолозите велат дека потребен е еден период за да се одболува еден настан. Тоа беше шокантен настан. Видете, имаме ние период 27 години независна Македонија. Имаме период 11 години заробена држава, режим кој што беше под водство на ВМРО-ДПМНЕ. И никој во Република Македонија веројатно не очекува дека тоа помирување ќе се направи за еден ден, една недела или месец или година. Тоа е процес кој што ќе трае. Добро. И тоа мора да почне. Може ли да помине на крајот законот за амнестија што го предложи ВМРО-ДПМНЕ? Амнестијата не е решение. Амнестијата не значи помирување. Амнестијата значи креирање на уште еден и тоа по-жесток настан во било која државна институција или во било кој облик во државата кој што може да ја наруши сериозно безбедност. Амнестијата не е решението за помирувањето, така да ние кажеме став во однос и на законот за амнестија. Но некако симптоматично е што токму пратеници кои беа обвинети, кои се обвинети во случајот со крвавиот четврток, беа пуштени тие денови, баш тој ден кога се гласаше. Што создава сомнеш дека постои некаков договор под маса, да речем. Вие, значи, одлуките кои што ги донесе судот, ја не ги коментирам воопшто за тоа дали ќе имаат мерки за предпазливост, нема да имаат и така натаму. Само како одговор на тој сомнеш, да речеме, за амнестија. Зошто ние би договарале сега амнестија со некого, после референдумот, во фаза на гласањето на уставните амандмани, кога тоа беше побарано од страна на ВМРО-ДПМНЕ да се договори пред референдумот. И ние ако дадовме
амнестија, ќе имаме успешен референдум, ќе имаме процес кој што сите ќе го поддржиме и така натаму. Ние не сакавме да договараме амнестии за криминал во Република Македонија заради тоа што тоа е погубно за Република. Да, но постојат и други начини на суд обвинителството да ги преквалификува во полесни дела. Веќе почнуваат да се јавуваат гласови кои велат па дел оние заведени да се осудат со пониски казни, да им се преквалификува делото, но постои, демек, црвената линија е во нарачателите и организаторите. Видете, јас... Кој е ставот на ваш лично, еве, и на партијата има? Мојот став личен, јас ви го соопштив сега. Амнестијата не е начин на кој што ќе се помири македонското општество. Туку напротив, ќе создаде дополнителни проблеми. Државата ќе оди напред само ако имаме отворена, неселективна борба против криминалот, тој што се огрешил од закон да одговара, ако тие постапки бидат транспарентни, ако имаме изграден систем на борба против криминалот во оваа држава. И тука е недвосмислено во тој дел. Сега, премногу е сериозна оваа тема, премногу се сериозни овие процеси ние да се занимаваме со ниво на шпекулации кои што секојдневно излегуваат во јавност. Јас ги респектирам. И тие се легитимни да се отвораат како теми во Република Македонија. Треба да га и собнеш кон оние кои има граѓаните можат и имаат право тоа да го прават. Меѓутоа политичарите имаат одговорност за државата и за начинот на кој што ќе ја водат политиката, а таа одговорност треба да резултира со ова. Со правда, неселективна и транспарентна. Кога од опозицијската, најголемата опозицијска партија ќе излезат и ќе речат нудени се подкупи на овие пратеници, 2 милиона евра, милион евра и слично. Во таа држава, барем подопрен глас обвинителството треба да реагира. Иако од оваа партија во изминативе денови не дадоа некакви докази, да кажам, или сведоштва. Јас го повикав јавното обвинителство веднаш после тие изјави да отвори постапка, подобрен глас. Ние како Министерство за внатрешни работи стоиме на располагање да ги водиме сите тие процеси кои што ќе ни бидат дадени како задолжение и навистина да се утврди дали некој тоа пробал да го прави, дали го направил, дали со тоа го загрозил тој принцип на демократичност во Македонија, или некој заради лични интереси изнесува вакви ставови во јавноста и со тоа прави сериозна штета и на македонското општество, меѓутоа сериозна штета и на овие пратеници кои што ги поддржаа измените. Јас мислам дека никој не треба да се игра со дигнитетот на човекот пред се, а не на луѓето кои што застанале и да донеле одлуката. И тие имаат секој од нив. Ја барем како што ги слушав пратениците после гласањето. Оние што ги слушнав пред гласањето. Немаше тука пратеници само кои што гласале за измените, туку најголемиот дел беа оние кои што не гласаа за уставните измени, кои што рекоа јавно во камера на прашање на ваши колеги новинари дека никој апсолутно тоа не го побарал од нив, ниту им нудел било какви пари. Ова е многу важно за следните процеси во Република Македонија да се истражи до крај. И ако има да не ни се повтори таа работа. Како го коментирате фактот што ВМРО ДПМН на чело со Христијан Мицковски наеднаш ви го префрли Сашо Мијалков на вас од СДСМ? Сега е тоа клан од Заеви, Мијалков. Вербално може да направат што сакаат. Дали може Христијан Мицковски, кој што беше на сите можни позиции во ВМРО ДПМН и во државата, и му беше генерален секретар на Никола Груевски, да се дели сега од Сашо Мијалков и од Груевски. Па како го толкувате овој потек? Па како очајнички потек. Како потек со кој што мисли дека нешто ќе добие и во рамките на партијата и во рамките на државата. Тоа е очајнички и губитнички потек, заради тоа што сите заедно учествуваа во рушењето на системот во Република Македонија. Сите заедно ја плячка Република Македонија, зборувам како структура, како партија, и во еден момент сега, знаете, овој едниот од нив не е веќе наш, тој поддржува некакви други политики. Јас кажувам дека може да поддржува било кој пратеник уставни измени, процес на интеграција на Република Македонија во ЕУ и во НАТО, и тоа јасно и легитимно го кажува својот став. Тоа може да го прави секој граѓанин на Република Македонија. Дали поддржува
напредок во ЕУ и НАТО или не поддржува таков напредок. И тоа добро, Сашо Мјалков не е секој граѓанин, значи бил шеф на УБК, бил фактор во партијата, бил еден од би рекол клучните луѓе во водењето и креирањето на еден таков систем во Република Македонија во изминатиот период, и тоа Христијан Мицкоски бил одма до него. И веројатно многу работи заеднички ги договарале, заеднички ги направиле, па и за хидроцентрали, можеби и за некои други работи. Така. Тоа со хидроцентралите на Мицковски. Кога партија на власт вади афери за партија во опозиција, малку ми е чудно. Или действуваат институциите или не. Тоа ВМРО го правеше на власт. Тоа се податоци... Со канонада на податоци за... Видите, тоа се податоци што се познати, тоа не се податоци што треба некој да ги вади. Тоа се податоци, вие гледате дека и самите луѓе од ВМРО ДПМН веќе излегуваат си ги кажуваат. И тоа не е ништо невообичаено. Сега почнуваат едни со други да се откриваат. Па најверојатно. Некакви вулканици. Министерството за внатрешни работи, нели го нарекувавме поно израз на министерката, екс-министерката Јанкуловска, МВР, ВМРО, кога нели партискиот штаб е во МВР. Колку вие за овој период дека сте министер успеавте да го трансформирате во МВР? Ја скениравте ли состојбата до сега, откако станавте министер? Да, видите, тоа е еден сериозен процес кој што треба да се спроведе. Јас и раководството на Министерството за внатрешни работи можеме да бидеме сосема задоволни за тоа што го направивме до сега. И апсолутно во ниту еден момент не може да стане збор дека ова министерство сега веќе е блиско до една или друга политичка партија, заради тоа што пред се никој нема право, нема можност да го злоупотребува тој систем. Ама истите луѓе се, значи вие немате драматични промени од освен неколку раководни места, така? Видете, не се истите луѓе, сите тие кои што е констатирано дека учествувале во едни такви процеси, на многу од нив има и прекинат работен однос, на многу има кои што биле променети од позициите, луѓе кои што имаат професионалност во нивното постапување, тие се наоѓаат на тие позиции на нивните места. Впрочем, и ако ги гледате анкетите за довербата во МВР и во полицијата, пред година и пол и денеска, јасно ќе ви стане дека таа се зголемува енормно, што не значи дека ние не треба да се трудиме до крај да ги спроведеме тие реформски процеси. Видете да ви кажам неколку работи. Од бомбите кои ги објавивте, беше лоцирано прислушувањето во МВР. Значи, Министерството за внатрешни е место на злосторството, метафорично да се изразам. Да, па тоа е така, тоа се констатира и во обвиненијата, тоа се констатира и ќе се констатира и со судските пресуди. Тука немаме ние никаква дилема дека тоа не било така. И кога разговараа луѓето и се плашеа за тоа кој ги прислушува во Република Македонија или кога се создаде една таква фама дека секој во Македонија се прислушува, никој не кажуваше дека тоа го прави одреден поединец. Туку тоа го прави службата, која што беше раководена тогаш од Сашо Мјалков и од ВМРО ДПМН. И тоа е сосема јасно. Тоа што го затекнавме во јуни месец 2017 година на преземањето, беа огромни финансиски долгови. Ние имавме во тој момент 39 милиони евра доспеан долг како министерство. Ние во тој момент, за таа 2017 година, имавме 40 милиони минус заплати, кои што беа потрошени до тогаш. Ние во тој момент имавме состојба во која што немаше бензин во полициските станици. Ние во тој момент констатиравме недостаток на многу опрема која што е потребна за полициските службеници. Напоменувам и пак ќе повторам. 7 дрегери за алкотестирање имаше во цела Македонија. Имаше 10 радари во цела Македонија кои што работеа. Ако ви кажам дека 3 до 5 години не се правени набавки во одделот за крим полиција, односно за крим техника, реагенси, лиценци за апарати и така натаму и така натаму. Каква е сега состојбата? Тоа покажува колку е рушен систем. Зашто служило МВР? 12 години немање на униформи, на чизми и сето друго што да не зборуваме за реконструкција на простор во кој што работи. Значи тоа е нешто што беше мислено на име. Ние успеавме од јуни 2017 до почеток на ноември 2018. Што променивте? Значи тоа сакам да ви кажам, значи од тој момент до сега ние се зафативме исклучиво кон подобрувањето на условите за работа на полициските службеници
нивна мотивација во тој дел да бидат поажурни, подобри, повредни во работењето и навистина има сериозни резултати. Мината година, значи до крајот на 2017 со таков буџет како што го наследивме, ние успеавме да вратиме долгот, успеавме тој недостаток на плати што беше да го надоместиме, успеавме да реконструираме 7 полициски објекти, распишавме сите постапки за набавка на униформи, успеавме да набавиме мебел за 3 нови полициски станици и да ги пуштиме во употреба. Веќе ни пристигнува опремата, униформата, комплетиравме комплет за единицата за специјални задачи. После 12 години набавивме одела униформи за 6-та управа, која што брои огромен број на припадници. Сега ни пристигна 1200 униформи за редовниот состав на полицијата. Чеки, каде бил трошен полицискиот буџет претходно? Ако ви успеавте и да вратите долгови, се тоа што го кажувате да го реализирате? Биле трошени парите на тоа што ние од тоа што патевме. Значи во прислушувањето и во опремата за прислушувањето. Сите пари, силни милиони денари од буџетот на МВР биле насочени таму. И на опрема која што процениле во тој момент дека била потребна, а во суштина не била потребна. И затоа сите овие работи ги немаше за да се задоволат политичките хирови на поединци. Оваа година продолжуваме, имаме нов милион евра пари за реконструкција на полициски објекти. Веќе неколку промовиравме, тоа беше полициското одделение Галатек, што беше во најлоша состојба во Република Македонија. Понатаму полициското одделение во Зајас. Сега за некој ден ќе се заврши полициската станица во Битола, во Кичево, во Велес. Продолжуваме во полициска станица во Драчево. Завршивме полициска станица на Солунска глава, која што беше многу оштетена. Така. Ги реновиравме, реконструиравме комплетно магазините на Министерството за внатрешни работи за оружје и така натаму и така натаму. Значи имаме еден добар напредок. Набавките ќе течат и понатаму, се со цел да створиме добар резултат. Од синдикатот не ви реагираат веќе? Од 1 декември имаме зголемување на платата на основниот полициски персонал, тоа значи на полицајците. Сакам да напоменам дека од 1992 година до денес бодовите не се зголемени на овие полициски службеници, тоа го направивме сега, прв пат. Од 1 декември, значи секој од полициски службеници ќе добие ново решение со зголемен број на бодови и зголемена плата, а работиме заедно со Министерството за финансии и со премиерот на владата Зоран Заев да во 2019 година имаме зголемување за 5% на платата на полицајците. Како што реков, ќе видиме ако синдикатите ви се задоволни од сега ова што го рековте. Ние разговараме со синдикатите, во постојан контакт и координација сме со нив. Имаме еден репрезентативен синдикат, Македонскиот полициски синдикат, и ние сосема отворено и на многу средби. Ние сме направиле со независниот полициски синдикат, кој што не беше воопшто признаен, кој што немаше никаква исплата на финансиски средства од буџетот на МВР, односно членарината, сме имале преку 10 заеднички средби. Тоа што тие реагираат за некакви лични нивни работи, синдикални и така натаму, ние сме подготвени да разговараме за секој проблем отворено, меѓутоа резултатите се овие кои што ние ги презентираме пред македонската јавност. Јас ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио на 1 ТВ. Се надевам ќе имаме и друга прилика и повод за разговор. Благодарам на поканата, јас сум отворен Министерството во секој момент да споделиме со јавноста се тоа на што го работиме. Така, би сакале понатаму зборувавме околу сообраќајните контроли, но ќе ни препорачате човек со кој ќе можеме да зборуваме, бидејќи има раздвиженост. Нема никакво. Во ред, толку од мене, се гледаме во 21 часот со трибина со шарените револуционери. Паролата беше, нели, на шарената револуција нема правда, нема мир, па стигнали правдата штом замолчаа револуционерите. Се гледаме.